Благодарам многу. Почитувани новинари, првиот дел од пресконференцијата ќе го посветам како продолжение на вчерашната тема за штетноста на договорот подпишан за добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија. Особено колку е штетен и ризичен сега и во иднина членот 12 од овој договор, каде што е предвидено дека во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој договор, двете држави ќе основаат заедничка меѓувладина комисија. Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно со цел преглед на ефективната примена на овој договор. Што значи тоа? Тоа значи дека оваа меѓувладина комисија, зависно од политичкото расположение во соседна Софија, зависно од тоа дали тие сметаат дека некој учебник е доволно изменет, дека некој споменик е тргнат или коригиран, дека некоја историска личност или настан е прилагоден на нивните желби, преку оваа меѓувладина комисија за надзор и спроведување на билатералниот договор ќе добијат легално право да ја попречуваат Македонија во своите аспирации. Тоа попречување може да биде постапка за блокирање на отварање на одредено поглавје или постапка за блокирање за затварање на одредено поглавје за преговори со Европската Унија. И доколку имаме една предпоставена ситуација, дека во соседна Бугарија имаме историски и прозападни и просоветски политички сили кои што се добро етаблирани, нема да биде никакво изненадување доколку во некое следно време имаме евроскептична или НАТО-скептична влада во соседна Софија. И нивните намери можат да ги остваруваат преку попречување, политичко попречување и злоупотребување на подпишаниот штетен договор помеѓу Македонија и Бугарија. Затоа сметаме дека владата треба, додека има време, да се повлече од подпишаниот договор помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи истиот има суштински недостатоци и на среден и на долг рок ќе отвара повеќе спорни прашања, отколку што ќе затвара прашања. Нема да ја гради довербата помеѓу македонскиот и бугарскиот народ, напротив, ќе отвара дополнителни стереотипи. Ние ќе направиме се во Собранието на Република Македонија овие теми да ги отвориме, но укажавме и пред да биде подпишан договорот, кажуваме и денес. Откако еден договор ќе биде подпишан, во Собрание истиот нема можност да биде надополнет со било какви амандмани. Тоа беше кукавичкиот потек на господинот Заев, што не го даде договорот на јавна расправа пред да биде подпишан, кога се уште имавме време, дел од амандманите кои што сметавме дека суштински ќе го подобрат текстот, да бидат вградени, за да може и Софија и Македонија да го подпишат договорот на достоинствен начин.